Добар ден на сите, драго ми е што денеска заедно со заменик министерот Трајан Димковски со ръководителот на подрачната единица овде во Прилеп Пачешковски со останатите представници на кабинетот на министерството сме во посета на Прилеп и регионот, така како што ветивме уште првиот ден, дека министерството ќе биде и отворено за сите земјоделци, како што го отворивме во 2017, но и ние се повеќе ќе бидеме и секој ден на терен, така да караванот на министерството заедно со сите сектори се тука во посета на земјоделците за да ги доделиме првите договори за доделување на земјоделска земја по однос на повиците кои што беа во претходниот период. Потпишани се 900 договори. Тоа е огромна бројка која што во овој период е потпишана, односно на договори кои што се склучени и ставање во функција на земјоделско земјиште од неколку илјади хектари низ целата држава во различни региони, околу 500 хектари овде во Прилеп, склучени се во Прилеп околу 232 договори. Првите договори, како што кажав, имавме прилика и чест да ги доделиме денеска. Во Прилеп најмногу договори се склучени токму во овој регион и продолжуваме со праксата да земјоделското земјиште биде ставено комплетно во функција, да дојде во раците на вистинските земјоделци, да се зголеми производството во нашата земја и навистина да продолжиме да се грижиме за земјоделците, како преку креирање на останати мерки, политики, така и преку она што сме го ветили уште во 2016 година, а тоа е да дојде земјата во вистинските раце, во вистинските земјоделци, тоа го работиме и така и ќе продолжиме да работиме. Министерството подготвува и останати огласи, повици, ги правиме сите анализи, сите сме во функција на она што ќе следат како мерки и политики, така и во делот на земјишната политика, секако дека ќе имаме нови можности, нови повици, нови огласи кои што ќе понудат земјоделско земјиште кое што треба да биде ставено во функција на развојот и кое што ќе биде помош и поддршка и за земјоделските стопанства, за земјоделците од сите региони. Ова пракса на директни средби, контакти ја користиме за да ги слушнеме и проблемите, и предлозите, и идеите и сето она што се размислување на земјоделците на терен, заради тоа што тие најдобро знаат со што се соочуваат, а јас и мојот тим ќе бидеме постојано на терен се со цел да ги слушаме проблемите, да наоѓаме решенија, да ги вградуваме во годишните програми и во политиките кои што ќе ги креира министерството. Благодарам.